Чат GPT, новото милениче на младите. Помош, скратување на време, туѓа или незаслужена креативност. Во кој правец ќе не однесе ослободувањето од рутинските активности? Професор Анис Цефиданис, што работи на развивање на вештачката интелигенција и нејзина употреба, смета дека нема потреба од паника и страв. Според него, развојот на технологијата може само да му помогне на човештвото во неговиот прогрес. Мислам дека ниту една технологија сама по себе не е ризик за човекот, туку таа носи со себе предизвици и можности кои ние самите избираме како ќе ги употребиме. И покрај тоа, медицината е воздржана како напредокот на технологијата и чат GPT ќе влијае на развивањето и функционирањето на мозокот, особено кај младите. На вештачката интелигенција, односно во моментот на чат GPT платформата која што може да обезбеди многу побрзо решавање на некои задачи, без да се вложи когнитивен напор, без да се вклучи мозокот, а со тоа може да донесе и до намалени когнитивни способности во иднина. За психологот Наташа Бекирова, развојот на вештачката интелигенција и чат GPT е знак за мозокот дека некои негови функции нема да бидат потребни. Како ќе врви времето, така еволуциски, мозокот на човекот ќе прима информација дека некои од неговите функции не се потребни за човекот, затоа што континуирано и многу долго ќе ги превземаат сите тие роботи преку кои што функционира вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција и чат GPT допрва ќе се развиваат, иако експертите од сите области со несигурност ги бранат своите ставови. Согласни се во едно, дека ваквиот развој на технологијата ќе го промени човештвото.